Дозволете ми да почнам со честитки. Честитки до оние кои што ја планира и ја изведува вежбата. Честитки до сите 4 институции кои што покажаа дека целта не е само да создадеме независни капацитети, туку целта ни е да најдеме начин, процедури и знаење како добро да соработуваме. Денеска доаѓам овде еден ден после посетата на нашите мировници во Авганистан и ми е драго што можам да кажам дека како во странство на мировните операции, така и дома на овие вежбовни активности покажуваме дека имаме армија со која Македонија може да се гордее, која не прави сигурна, која не прави горда и која што може да ги спроведе уставните обврски кои што од неја ги очекуваме. Ми беше навистина чест, иако не ми беше изненадување, кога во сите разговори и средби со НАТО генералите, германските генерали, турските генерали, американските генерали, од сите добивме иста порака. А тоа е дека припадниците на нашата армија, офицерите, војниците, навистина се нивни партнери и очекуваат многу брзо тие да им станат сојузници. Меѓутоа, јасно е дека нашите операции и действување во Авганистан нема да можат да бидат толку ефикасни доколку не ги подготвуваме нашите луѓе дома. Исто како што и искуството во Авганистан и во другите операции надвор од Република Македонија ни помага да ја остваруваме својата уставна надлежност за зачувување на интегритетот, независноста, стабилноста на Македонија и поддршка на сите цивилни институции. Затоа ни беше задоволство и не ни беше за изненадување кога во изминатиот период ги добивме информациите за второто освоено место во Англија на нашата рейнџерска екипа, која што во конкуренција на повеќе од 100 тима од Велика Британија и од странство успеа да освои сребрен медал. Затоа не ни беше на изненадување, но ни беше на голема гордост кога и нашите снайперисти во Кина успеа исто така да се рангираат на високото второ место. Ова покажува дека армијата е институција во која вреди да продолжиме да инвестираме. И затоа ми е задоволство што после 2018 предлогот кој што владата го испрати во собранието и убедена сум дека ќе има и неговата поддршка, покажува дека 2 години поред ги зголемуваме средствата за армијата на Република Македонија. Драго ми е што после овогодишното 10% зголемување на платите на сите припадници на АРМ, оваа година ќе можеме да продолжиме во иста насока, 5% за сите припадници на АРМ, но и за сите вработени во Министерството за одбрана. И тоа покажува дека ако знаеме каде ни се приоритетите, резултатите како овие денеска нема да изостанат. Денеска сите 4 институции покажа дека знаат што прават, знаат како да одат напред, знаат што треба дополнително да се направи и знаат дека Македонија со право од нив многу очекува. Честитки на сите кои што беа вклучени, честитки на началникот и на целиот генералштаб. Беше задоволство, беше навистина интересно денеска да се биде на Криволак и на оваа вежба и во нашите операции во земјата и странство покажавме дека нашата стратешка цел е достижна. Со поканата за членство во НАТО, со успешно завршените предпристапни разговори со НАТО, покажуваме дека сме многу поблиску до целта. Македонија ќе биде 30-та членка на НАТО алијансата, а нашата армија ќе биде еден од најсилните аргументи во поддршка на таа цел. Ви честитам и ви благодарам.